Здраво, јас сум Марија и денеска ќе ви прочитам едно мало делче, односно првата страница од книгата И над зелената фарма. Поглавје 1. Госпоѓа Рейчел Линд е изненадана. Госпоѓа Рейчел Линд живееше баш на местото каде што главниот пат на Авонли се спушташе во малана долнина, поравена со ивли и фукси и пресечена со поток чиј извор се наоѓаше во шумите зад стариот дом на Кадбертови. Се зборуваше дека горе во шумите изворот е криволест и долг, полн со брзаци, темни езерца и водопади полни со тајни, но кога ќе стигнеше до надолнината на Линдови, се претвореше во тивко и кротко поточе, бидејќи дури ни поток не смееше да жубори покрај вратата на госпоѓа Рейчел Линд без да води сметка за пристојност и достоинство. Веројатно и тој беше свесен дека госпоѓа Рейчел Линд седеше покрај прозорецот, будно следејќи се што поминуваше надвор, од потоци до деца. И ако забележеше нешто невообичаено или чудно, не застануваше додека него дознаеше секој како и зошто поврзано со тоа. Во Авонли, како и надвор од него, има многу луѓе кои толку многу се занимаваат со работите на своите соседи, што целосно ги занемаруваат своите. Но госпоѓа Рейчел Линд беше една од оние способни личности кои можеа да ги завршат сите своји обврски истовремено водејќи сметка за туѓите. Таа беше извонредна домаќинка. Нејзините обврски секогаш беа завршени навремено и добро. Таа го водеше шивачкиот кружок, помагаше при водењето на неделната школа и беше најсилна потпора на црковното добротворно здружение и на мисионерската организација за помош. Но и покрај сето тоа, госпоѓа Рейчел имаше доволно време со часови да седи пред куинскиот прозорец во нејзиниот дом и да плета памучни покривки. Имаше исплетено дури 16, како што сакаат да кажат авонлиските домаќинки, со доза на страхопочит. И истовремено да следи што се случува на главниот пат што ја пресекуваше на долнината и се извиваше нагоре околу страното црвено брдо одзади. Авонли се простираше на мал полуостров, што како триаголник навлегуваше во заливот Свети Лавренти и беше опколен со вода од двете страни. Па секој што доаѓаше или се заминуваше, мораше да го помине патот преку брдото и да најде на невидливото, скептично око на госпоѓа Рейчел, што гледаше се. Во оваа книга се зборува за едно девојче што се вика Ен Ширли и таа цел живот речиси била сирача и никој не ја сакал, мислам, цело време ќе отиде негде и се мисла дали да ја задржат, бидејќи никогаш немала среќа да прифатат вистински. И еден ден едни двајца што се брат и сестра, но имаат едно 65 години, ќе сакаат да посвојат момче за да им помага во работата на фармата, но по грешка наместо момче ќе им дојде Ен и ќе решат сепак да ја задржат. И после некое време целосно ќе стане дел од фармата и никој не може да си го замисли животот без неа. А оваа жената што се спомнува во делчето што ви го прочитав, госпоѓа Рейчел Линд, е еден вид најголема озборувачка во тоа место. И цело време сите ја почитуваат и не може ништо да помине без неа и сите бараат совети од неа како поискусна жена, едно од 10 деца има, мислам. Да, не се поврзани, во сосема друга куќа се, погоре на потокот. Па прво Рейчел ќе биде ептан запрепастена, затоа што кога ќе ја види Ен ќе рече штета што е така толку ужасно црвенокоса и слаба и после Ен ќе се развика дека таа е дебела и непристојна. И не знам, никој не ја рекол такво нешто порано и ептан ќе се вчаши. Но подоцна ќе се допадне Ен, затоа што на сите им се допаѓа Ен. Многу зборлива е и многу обожава да фантазира и цело
цело време зборува и таа Марила што ќе ја посвои, Марила и Митчи се викаат. Марила цело време се нервира што толку многу зборува. Па, реалистична е, мислам не е како Пепелуќиот чорап да се случуваат фантастични и неверојатни работи. Но интересна е, ама не е, например, како Том Сойер или Хаклбери Фин. Мислам дека тие се малку по-машки книги во однос на тоа време. А оваа илустрација ја нацртал Вана Костуранов, ама нема илустрација во книгата, само тоа е. И ова тука е Н се разбира. Ја препорачувам на сите што сакаат да читаат, тоа се подразбира. На луѓе кои се малку по-романтични. Не дека е нешто кој знае колку романтична книгата, но Н цело време зборува за романтични работи. За крај, уште еднаш им ја препорачуваме на девојчиња и момчиња од сите возрасти. И до следното видео. Чао!